Ако поутрото денот се познава, тогаш еден од најсигурните начини да имате убав ден е да го започнете утрото со музика. А телевизија Алфа, како голем поддржувач на македонската музика, афирматор и промотор на истата, редовно ги следи сите настани и актуелности од нашата музичка сцена и ве известува за нив. Во рамки на Скопскиот градски фестивал вечерва во малата сала на Македонската филхармонија ќе се случи една прекрасна музичка вечер благодарение на настапот на Мијата и нејзиниот тим, кој што на одбраната публика ќе презентира дел од нејзиното музичко творештво. Мијата, Преце, добро утро и како течат последните подготовки за вечерашниот концерт? Добро утро на гледачите на Алфа телевизија, вашата утринска програма. Благодарно за одвоеното време да се промовира вечерашниот настан. Денеска денот до 12 часот треба да е релаксиран, потоа влегуваме во филхармонија, веќе со тонска проба, со местење на сцена. Од 5 часот веќе уште позасилени припреми и во 8 часот почнуваме со концертот на Мијата. Каков репертоар подготви? Дали публиката ќе ги слуша само номерите од последниот албум или ќе има нешто и од постарото творештво? Малку да ни раскажеш за самата идеја и концептот на концертот. Јас до сега имам издадено 2 албуми. Првиот албум Небеска и вториот албум минатата година Вида. Песните ќе бидат од двата албуми со некои песни кои што не се наоѓаат на ниту еден од албумите. Музички гости ќе имам покрај постојаниот состав кој што се со мене на сцената и самиот концерт ни е замислен иако е во рамки на Скопски градски фестивал. Значи јас добив целовечерен термин и слобода уметничка да го направам како што го имав замислено. И самиот концерт ќе биде како во бохо стил. Тука имаме соработки со Smart Living кој што ќе ја направа сцената да биде како дневна соба и фактички сакам да го доловам тој момент дека публиката ќе се дојдени кај мене дома на гости. Ајде малку повеќе околу тимот кој што стои позади концертот. Скопскиот градски фестивал го организираат Баги комуникации, музичкиот дел, кои се соработниците што со тебе заедно го подготвуваат и ќе ги видиме на концертот. На сцена со мене ќе биде прво Мартина Нанеска придружен вокал, Кире Мирчовски акустична гитара, Бојан Димитровски клавиатури, Иво Митковски акустичен бас и Радко Даутовски перкусии. Целиот состав е акустичен и всушност малата сала на филхармонија е најблагодарна кога акустична музика се свири во неа и може да се постигне таа чувство на интима која што ја посакувам. И понатака имам гости, Гоце Вангеловски на виолина, Теодора Гушева Капсарова, Теда од Гевгелија доаѓа да испееме дуетската наша песна Враќање дома. Стефан Манасиевич учествува во Добра ноќ, добар ден, на едно од најинтересните соработки. За прв пат ќе ме придружува за едно од песните Мухамед Ибрахими, кој што е еден од најавтентичните наши гитаристи и ќе даде така еден по-уникатен придонес. Нина Јанева исто ќе биде на едно од песните и не ги откривам сите случувања и програмски изненадувања за публиката. Прв пат соработувам со Владимир Мандичевски и Баги комуникации и за прв пат сум во една улога каде што треба да го предадам кормилото некој друг да се секира за логистиката, за организацијата, јас само за уметничкиот дел и можам лесно да се навикнам на оваа ново настанатата ситуација, затоа што досега сите проекти што сум ги правела, нели, тегнев кабли и после пола саат се качувам на сцена да пеам. Сега се надевам дека нема да биде така. Мислам, веќе гледам дека нема да биде така и особено ми е драго.
Ето те, ой, имам сега повод свој. Не се двоумам, за ништо стој, да ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе ја. Покрај подготовките посветени на вечерашниот концерт во Филхармонија, овие денови си актуелна по социјалните мрежи и благодарение на еден нов музички проект, нова numera, која што ја направивте во соработка со исто така популарните Brass Brothers од Битола. Brass Brothers е многу интересна соработка за мене и numерата наречена I Wanted More е еден нов жанр. Тоа е клубска музика. Самите Brass Brothers прават, да кажам, еклектичен стил на музика, кој што е многу познат за забави, за корпоративни ивенти. Самите они имаат концертен настап на 8 јуни, заедно со Тајзи, со Сарс. Значи, зборуваме за еден состав кој што нуди друг тип на возбуда. И за прв пат имав таква соработка со нив, каде што повторно ми беше дадено слобода да направам вокална линија, да направам текст и самиот производ сум многу изненадена колку светски звучи. Се надевам дека младата публика, клубската публика за кој што и на мената највеќе таа numera, дека ќе ја препознае љубовта и синергијата која што ја имаме заедно со Brass Brothers и дека песната ќе си го најде своето место не само на македонскиот, туку и на светските топ-листи. Мијата, јас ти благодарам за одвоеното време и за тоа што утринското кафе денес го испи заедно со нас и со гледачите на телевизија Алфа и ќе ти посакам прекрасна музичка вечер, да уживаат сите како вие што ќе бидете на сцената, така и сите што ќе бидат во публиката. Благодарам, Ирина, и се надевам дека ќе имаме незаборавна вечер сите заедно кои што ќе дојдат на концертот вечерва во 20 часот.